студиото со вас, Славица Арсова. Добар ден и добре дојдовте. На почеток на вестите гледаме кои настани го одбележаа денот. Драма на небото над Македонија. Излетан дел од мотор на авион на Ryanair кој летал од Солун скрши прозорец и повреди патник од Србија. Патниците сведочеле дека ќе излетал од воздухопловот. Нов и последен повик од власта до опозицијата за договор околу изборниот законик. Рокот за ЕУ реформите истекува во среда. Власта ја зголеми коалицијата со нов партнер, 1+ пратеник од Демократската партија на турците. За алкохол, дрога, насилство или кршење инвентар, 5-годишна забрана за престој во студентски дом. Се заоструваат правилата и контролите почнувајќи од новата академска година. Малолетните насилници од аеродром не смеат да комуницираат меѓу себе, ниту со жртвата. Обвинителството отвори постапка и побара мерки. Одморите поскапеа за 10 до 20%. Хотелите во соседството не се поевтини од летување на Малдиви. Овие вести во живо за новиот коалицијски договор подпишан во седиштето на ВМРО ДПМН, настан кој току-што заврши. Останете со нас, почнуваме со вести. Информација која току-што пристигна. Двајца припадници на организираната криминална група Бела ноца се уапсени во албанскиот град Драч во заедничка меѓународна полициска акција на македонската полиција, Американската дипломатска безбедносна служба и безбедносните органи на Албанија. Од МВР информира дека станува збор за едно лице родено во Скопје и едно лице родено во Норвешка, по кои Интерпол има распишано меѓународни потерници. Тие се бараат поради сомнежи за повеќе тешки кривични дела, меѓу кои убиство, убиство во обид, тешка телесна повреда, недозволено изработување, држање и тргување со оружје или распрескувачки материи, како и злосторничко здружување. При приведувањето кај нив биле пронајдени фалсификувани лични документи за кои постои сомнеж дека ги користеле за да ја напуштат Македонија и да ја избегнат кривичната одговорност. Од МВР посочуваа дека акцијата е резултат на повеќе месечна координација и размена на информации меѓу македонската полиција, Американската дипломатска безбедносна служба и албанските безбедносни институции. Проведена е меѓународна полициска операција во која лишени од слобода се МДЖ, роден во Скопје, и СН, роден во Норвешка, двајцата припадници на организираната криминална група Бела ноца, за кои Интерпол има издадено меѓународни потерници за сторени кривични дела убиство, убиство во обид, тешка телесна повреда, недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи и злосторничко здружување. Сериозен дефект на моторот на воздухопловот на Ryanair кој околу изборниот законик. Рокот за ЕУ реформите истекува во среда. Власта ја зголеми коалицијата со нов партнер, 1+ пратеник од Демократската партија на турците. Владеачката ВМРО ДПМН и денеска ги повика сите партии од опозицијата час поскоро да се договорат околу измените на изборниот законик, за да може да се фати рокот до 15 јули и да се реализираат сите реформи кои се дел од планот за раст. Од ВМРО ДПМН и денеска повторија дека се подготвени да ги прифатат сите барања на опозицијските партии, само да се овозможи гласање на диаспората. Од СДСМ се против гласањето на начин кој е различен од начинот на кој гласаат граѓаните во Македонија, бидејќи како што велат тоа би бил вовед во манипулација со нивните гласови. Понеделник е крајниот рок до кога власта ќе ја чека опозицијата со цел до среда да се донесат измените на изборниот законник и во целост да се исполни реформската агенда на Брисел поврзана со планот за раст. Нов повик од владеачката ВМРО ДПМН до СДСМ, Левица, ДУИ, Села и Таравари да седнат и да ги испеглаат разликите околу една изборна единица, финансирањето на кампањите и рекламирањето, како и моделот за гласање на диаспората од далечина. Од друга страна, по повикот на еврокомесарката Марта Кос, власта и опозицијата сепак да најдат компромиси да го донесат изборниот законник. Неофицијално во меѓупартиските разговори имало асистенција и од канцеларијата на ЕУ во Скопје. Од мнозинството и понатаму со став дека прифаќаат се од опозицијата со една црвена линија, тоа е да се олесни гласањето на нашинците во странство. Ние би подготвиле кражба доколку ние дојдеме со модел кој што ние сметаме дека треба да биде прифатен. Ние вака велиме, вие да кажете кој модел. Само да го напредиме моделот кој што е сега присутен. Значете, опозицијата нека каже кој модел, ние тој ќе го прифатиме. Само да го напредиме гласањето на диаспората. Понатаму, база, платформа на целото ова кое што ние го зборувавме, за кое што да подсетам било прифатено, е дека до 39.2028 година
Телото кое што е надлежно за спроведување на избори, Државната изборна комисија, ќе го утврди начинот и сите овие прашања кои што тие ги поставуваат на пресконференцијата ве биле надминати и решени. Од СДСМ без отстапки се уште сметаат дека гласањето на диаспората надвор од гласачкото место и без безбедносни контроли, како што се спроведуваат дома, представува изборен грабеж. Електронското гласање без контрола или гласањето преку пошта без соодветни гаранции е исто така опасно. Разликата е само во методот. Но најважно од се е следново. Изборниот законник за Мицкоски не е цел, туку изговор. Тој и неговата криминална група не сакаат да го донесат овој закон, за да имаат алиби зошто не ја исполнуваат реформската агенда. Тие свесно го блокираат процесот за да можат да кажат дека опозицијата не дозволува, а вистината е дека тие не сакаат Европска Унија. Од левица пак велат дека власта намерно ја вметнува диаспората со цел да не се донесат новите изборни правила. Не е случајно што ДПМН ја прогласи диаспората за своја единствена црвена линија, кога и нивните дебело платени анкети, платени од јавни пари, кои ги користи како доказ за сопствената непобедливост, бележат пат на нивната поддршка. Наместо да се соочи со незадоволството што расте дома, Мицкоски политичкиот спас очигледно почна да го бара надвор од државата, велат од партијата на Пасиев. Иако со критика до власта, левица ја презеде иницијативата да свика опозицијски состанок од понеделник, но засега ниту една друга опозицијска партија не ја прифати поканата. Доколку власта и опозицијата успеа до 15 јули да ги донесат измените на изборниот законник, Европската Унија веќе најави дека на државата ќе ја додели дополнителни 4 милиони евра како дел од планот за раст. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Со подпишување договор во партиското седиште на ВМРО-ДПМН, владеачката коалиција се прошири со уште еден партнер, Демократската партија на турците. Александар Спасовски известува од седиштето на партијата. Александар, што беше кажано за ова партнерство? Цаци, ние што тесно ја следиме политиката, веројатно ова го очекувавме да се случи можеби пред околу една година, но еве денеска практично на половина од мандатот на овој собраниски состав партијата на турците преоѓа во коалицијата на ВМРО-ДПМН, со што оваа коалиција заедно со знами и со вреди во моментов во собранието ќе брои 59 пратеници. Премиерот Мицкоски, кој лично го потпиша договорот за коалиција со лидерот на турската партија, рече дека ова е порака дека вратите остануваат отворени за сите оние кои што сакаат да работат за, како што рече, за доброто за Македонија. Потенцираше дека не е среќен со состојбата во која што се наоѓа опозицијата, бидејќи, како што рече, за напредок на една земја потребна е и силна опозиција. Лидерот на турската партија пак рече дека повеќе од една година тие практично и не функционираат во онаа коалиција од која што беа избрани, а тоа е Европскиот фронт на Дуи, на некој начин функционираат како независен. Нивниот пратеник Бејџан Илјас функционира како независен пратеник и со тоа, како што рече, логично било да се приклучат кон мнозинството и кон коалицијата на ВМРО-ДПМН, за која што рече дека очекува да функционира долги години. Имаме дел од изјавите на двајцата лидери. Парламентарното мнозинство продолжува да се консолидира. Практично Демократската партија на турците на Македонија од денеска е составен дел на коалицијата, како дел од внатрешната коалиција која што ја предводи ВМРО-ДПМН во рамките на Македонското собрание. И со тоа веќе парламентарното мнозинство добива уште еден пратеник дополнително, а пратеничката група на коалицијата која што ја предводи ВМРО-ДПМН во македонскиот парламент ќе брои 59 пратеници. Тоа за нас не е причина за самозадоволство, ниту политичка привилегија. Напротив, тоа е уште поголема обврска и уште поголема должност кон граѓаните. Ние од Европскиот фронт пред година дена раскинавме договор со Европскиот фронт, тоа пред локални избори, и година дена Демократска партија на турците и во парламент бевме како независна партија, а исто така и на парламент делувавме со пратеникот како независна партија. Затоа не дека се направи пресврт, туку сега успеавме да се договориме и сега се направи коалиција со ВМРО-ДПМН за
долги години. Александар, имаше најава дека ова партнерство помеѓу ВМРО-ДПМН и партијата на турците ќе значи и едно место во владиниот кабинет за новиот партнер. Со оглед на тоа што во понеделник почнува расправата во собранието за изборот на новите членови на владата, но ниту едно име од оваа партија не се наоѓа на овој список. За кога е најавен официјалниот влез во владата на представник на оваа партија? Тоа што не се наоѓа ниту едно име во рамки на овој пакет на реконструкција на владата е поради оние законски услови. Законите велат дека доколку 1/3 од кабинетот на Мицкоски се менува во еден наврат, повеќе од 1/3, што во овој случај би било повеќе од 8 министри, тоа ќе повлече постапка, процедура во собранието како за избор на целосно нова влада. Во оваа ситуација Мицкоски реши да смени 8 министри, значи нема да се оди со постапка за избор на цела нова влада, туку само ќе се дополнат оние министри кои што веќе си поднесоа оставки, додека пак министерот кој што ќе дојде од редовите на турската партија, кој веројатно ќе има министерство без ресор, ќе оди во друга процедура. Тој ќе биде предложен откако ќе заврши оваа процедура за реконструкција на владата. Премиерот денеска рече дека до овој момент се уште немаат кадровско решение, односно немаат име кое што би влегло во неговиот кабинет. Освен министер, партијата на турците ќе добие и места во пониските ешелони на власта. Александар, ти благодарам за јавувањето од пред партиското седиште на ВМРО-ДПМН. Титово би можело да се соочи со потреба од нови избори за Општинскиот совет, доколку советниците повторно ја предложат одлуката за преименување на дел од градските улици, која претходно беше укината од Уставниот суд. Таа сега во советот доаѓа како предлог на ДУИ, а градоначалникот, кој истовремено е еден од претседателите на Вреди, денеска потврди дека постои можност за таков исход. ДУИ зутре најави и протест во Тетово, кој како што велат ќе се одржи за заштита на Охридскиот рамковен договор, уставниот поредок и правната сигурност во државата. Според партијата, одлуката на Уставен создава важен преседан, бидејќи за прв пат се преиспитува одлука што важела и произведувала правни последици речиси и 2 децении. Ова, додаваат од ДУИ, отвора прашање за правната сигурност и за тоа како во иднина ќе се третираат и други прашања поврзани со Охридскиот рамковен договор. Значи се работи за предлог одлука која е финална. Процесот за именување на улици треба да биде демократски и согласно уставот и законот. Од предлог одлуката која е предложена од ДУИ е на финална фаза, од кога ќе се поминат сите дебати, предлози од граѓаните по закон и да се помине и во владата да се даде согласност и после се доаѓа до одлуката која сега е предложена од ДУИ. Ако се оди со таа одлука и советниците одлучуваат да ја прифатат, автоматски според некои наши согледувања и од експертите од правната фела кажуваат дека советот автоматски оди на реизбор. Вреди со повик до ДУИ, меѓупартиската или кршење инвентар, 5-годишна забрана за престој во студентски дом. Се заоструваат правилата и контролите почнувајќи од новата академска година. Малолетните насилници од аеродром не смеат да комуницираат меѓу себе, ниту со жртвата. Обвинителството отвори постапка и побара мерки. Пиво, дрога, насилство или оштетување на имот. Со новиот закон за студентски стандард, студентите ќе може да останат без место во дома, во потешки случаи без право на сместување во кој било студентски дом во следните 5 години. Построгите правила ќе важат од оваа академска година, а меѓу новините и ограничувањето за лицата над 30 години да ги користат ефтините домски услуги за сместување и храна. Студентските организации бараат правилата строго да важат, а менеджментот на домовите да има контрола дали законот се спроведува. Построги правила за студентите кои престојуваат во студентските домови. Новиот закон за студентски стандард предвидува низ за прекршоци, поради кои студентите би можеле да го изгубат правото на сместување, а во одредени случаи да добијат забрана за престој во било кој студентски дом во државата во следните 5 години. Ако пробаш да внесеш пиво или каков било друг алкохол во студентски дом, остануваш без соба, но притоа добиваш и забрана за сместување во сите студентски домови во Македонија. Ова правило е едно од многуте
повеќе ригорозни кои што ги носи новиот закон за студентски стандард. Покрај внесувањето алкохол, законот предвидува санкции за други прекршувања на куќниот ред, оштетување на имотот и однесување што го нарушува нормалното функционирање на студентските домови. Официјално се предвидува 3 вида на воспитни мерки за студентите кои што нема да ги почитуваат правилата во студентските домови. Првата воспитна мерка е опомена за непочитување на правилата, втората е опомена пред исклучување и третата и најсериозната е секако санкционирање од студентскиот дом, односно освен што студентот го губи правото да биде сместен во тој студентски дом истата година кога го извршил прекршокот, таа забрана може да му важи и до 5 години, односно практично во текот на целото негово студирање. Со новиот закон и лица на 30 години нема да може да ги користат бенефитите јадење, пиење и спиење во дом за 3500 денари. Ваквата измена во законот доаѓа од како надлежните во повеќе домови начекале лица на 40 години кои си живееле во домовите, а само си презапишувале година на факултет. Едноставно презапишуваат години на факултет и добиваат услуги во дом. Тоа го спречуваме и воведуваме максимална старосна граница на студент кој аплицира за сместување во дом да биде 30 години, односно 30 годишна возраст. Но студентските организации реагираат дека колку правилата важат за студентите, треба некој да го контролира и менаџментот, за тоа дали законите ги спроведуваат во целост или селективно. Сметаме дека одговорноста треба да биде, пак ќе кажам, двојна. Студентите треба да ги почитуваат правилата, но што правиме со институциите кои што не го почитуваат достоинството и не се грижат за квалитетот на студентскиот живот и студентскиот стандард кои што исто така се пропишани со закон. Од Министерството велат дека тие со своите надзорни механизми и ревизии ќе следат работата на менаџментот. Законите ќе почнат да важат од оваа академска година. Во меѓувреме летово градежна офанзива има во 2 дома, Кузман и Стив Наумов, но властите најавија дека до крајот на мандатот сите 9 дома ќе добијат нов изглед. Реконструкцијата е неопходна бидејќи голем дел од студентите учат во субстандардни услови. Последен пример, студентите во Охрид јунската сесија ја подготвуваа под цвеќи, оти домот остана без струја поради наплатени сметки. Директорот си поднесе оставка, а во тек е оглас за негов наследник. Габриела Лескова, Сител телевизија. Да им се забрани да се приближуваат и да комуницираат меѓу себе, но и со жртвата. Ова го побара обвинителството за 4 малолетници опфатени во случајот со врсничкото насилство во Скопски аеродром, каде 12-годишно девојче беше нападнато од своји врсници. Јавен обвинител од Оделението за малолетници во ОЈО Скопје до судија за деца поднел барање за поведување подготвителна постапка против 4 малолетници. Постапката се однесува на 2 14-годишни девојчиња, за кои постои сомнеж дека сториле кривично дело насилство, како и за 2 момчиња на возраст од 15 и 14 години кои го снимале и охрабрувале насилството. Настанот се случи на 30 јуни на игралиште за трговскиот центар Бисер во Скопје. Според описот на обвинителството, двете девојчиња ја принудувале 12-годишната жртва да клекне и да им се извинува, пошто ја удирале со шлаканици и ја влечеле за коса. Од ударите оштетената се здобила со телесни повреди, а кај нејзината другарка, сведок на настанот и во јавноста, било предизвикано чувство на несигурност, загрозување и страв, наведуваат од јавното обвинителство. Во случајот учествувало и дете на возраст од 13 години, кое според Законот за правда на децата не може кривично да одговара. Случајот предизвика бурни реакции во јавноста, откако видеоснимката се појави на социјалните мрежи. Телефонски разговори и пораки презентирани во судница ја откриваат, според обвинителството, шемата за заобиколување на критериумите за добивање европски пари преку ИПАРД програмата. Во фокус е посредничката Костадинова, која веќе призна вина и беше осудена на 10 месеци затвор, а од комуникациите се гледа како се договарала исплата на 50.000 евра подкуп за проект вреден половина милион евра. Телефонски разговори помеѓу делот обвинетите ја откриваат шемата за заобиколување на критериумите за добивање европски пари преку ИПАРД програмата. Според комуникациите кои денеска беа презентирани во судницата, посредник била Јасмина Костадинова, која веќе призна вина и беше осудена на 10 месеци затвор. Таа преговарала со обвинетите Фејзула за сумата од 50.000 евра, кој како подкуп за да го добие ИПАРД проектот ги дал обвинетиот Џевдет Насуфи. Се наведе дека таа сума која што се бара од ИПАРД фондовите по поднесено барање 500.000 евра. И тоа навистина е така. И, најважното, се докажа дека 10% од оваа сума ветувал второ
обвинетиот Џевдет на Суф. Костадинова според пораките постојано комуницирала со обвинетиот Фејзула. Барала половина од парите да бидат исплатени предходно, а останатата половина откако ќе се потпишал договорот. Кога дознава дека е одобрен проектот на Џевдет на Суфи вреден половина милион евра, вели дека парите кои ќе ги добие како процент за завршената работа се големо освежување за неа и дека ќе има да троши цело лето. Немате ниеден доказ кој укажува дека Џевдет на Суфи понудувал, барал или нудел награда. Напротив, денес как гледавте, бевте и вие сведоци, каде што трети лица комуницираат меѓу себе за одредена награда која варира во различни извори кои не кореспондираат со ова обвинение. Во случајот се обвинетио Суммина, меѓу нив и поранешниот директор на платежната агенција Илија Стоилев. Обвинителството ги товари дека примиле подкуп од 50.000 евра. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Кратци утро во околу 3 часот по полнок ја обиле вратата во трговскиот центар Виро Џамбо во центарот на Скопје и испразниле еден од банкоматите кој се наоѓал на приземјето. Информацијата утрово ја потврди полицијата. Пријавено е дека во трговски центар на подрачјето на центар неколку лица насилно отвориле банкомат, при што одзеле пари и го напуштиле местото на настанот. Се преземаат мерки за расчистување на случајот, се вели во кратката информација на МВР. Утрово на терен можеше да се забележи само местото на кое стоел банкоматот, кој веројатно е земен на увид. Скршена беше и влезната врата во трговскиот центар, а полициски службеници вршеа увид на местото на настанот. Од МВР засега не соопштуваат колку пари биле одземени, ниту дали има осомничени лица. НАТО самитот во Анкара и донесените одлуки. Дали алијансата останува стабилна за односите со Русија и безбедноста на Европа? Тема на денот во 19 со професор Методи Хаджијанев. Ако лани за семеен одмор издвоивте една сума, оваа година бидете подготвени да платите 10 до 20% повеќе. Едно 4-члено семејство во шпицот на сезоната, според агенциите за хотелско или апартманско сместување, тешко ќе помине под 1500 евра. Годишниот одмор ова лето граѓаните ќе ги чини поскапо. Цените се повисоки за 10, 15, па и за 20% во однос на ланските. Во икот на туристичката сезона, зависно од локацијата и дали е хотелско или апартманско сместување, едно 4-члено семејство ќе треба да плати најмалку 1500 евра, велат од туристичките агенции. Затоа се поголем број граѓани уплаќаат рани аранжмани, уште во ноември или декември, а некои па ги чекаат последните понуди. Последниве неколку години се оди на динамични цени, значи тие се менуваат буквално секој ден. Цените се движат од 100, 150, 200 евра, да речеме наем на некој апартман со една спална или две спални на ден. Хотелите се нешто поскапи. Сега, ако има некакви промоции, некои last minute понуди, тогаш некогаш хотелите се доближуваат со цени до апартманите, така да и тука нема правила. Генерално за семејство за висока сезона за двајца возрастни и две деца, да речеме до 12 години за јули и август, од 1500, 2000 евра па нагоре. Традиционално број 1 дестинација за летување на македонците е Грција. Следни се Турција, Тунис, Албанија, Црна Гора и Хрватска. Граѓаните бараат и подалечни, попопуларни дестинации, како Сејшели или Малдиви, каде цените се речиси исти како летувањето во Грција. Има некои сезони кога се поактуелни, конкретно лето и не е баш главна сезона за тие дестинации. Во суштина, европските земји се најскапи, мислам, како и да е. Тука, ако земете, се обично луѓето ги споредуваат нели хотел у Грција и пакет аранжман за Сејшели. Ако земете дека за Сејшели пола од таа цена авионска карта и трансфери, не знам што, така да европските дестинации се сепак поскапи. Откажани аранжмани поради новиот систем за влез-излез во европските земји нема, вели Крстевски. Гужвите и чекањата на аеродромите се сведени на минимум, додека патувањата со автомобил во соседството се некаде за половина час подолги, зависно од капацитетот и големината на граничниот премин. Додаваат и дека е добро што системот за биометриска проверка на граѓаните се суспендира кога има гужва. Наташа Мерисовска, Сител телевизија. Охридскиот регион има реални шанси да не заврши на листата на светски наследства во опасност, смета вице-премиерот Александар Николовски, кој ставот го очекува веќе следната недела.
има генерално собрание во Кореја, во Јужна Кореја, кое што се одржува веќе следната недела почнува да се одржува. Таму работите ќе се појасни. Во однос на најкритичната точка, тоа е дали ќе оди Охридскиот регион како загрозено подрачје. Не сакам прерано да давам изјави, но мислам дека ќе успееме да го избегнеме тоа. Во однос, предпоставам, ве интересира и на изградбата на автопатот. Веќе не е прашање дали ќе се гради автопатот, тоа беше прашање пред да дојдат. Имаше одредени размислувања, целосно се забрани, сега е само прашање да се одбере трасата. Од Централниот дневник, како што најавив, анализа на одлуките од